Ден на сите. Почитувани, од вчера и официјално е завршена демократската процедура за кандидирање и избор на кандидати за градоначалници на Скопје и скопските општини во партиските тела во рамките на партиите членки на Сојузот за иднината. Во последно време во јавноста се забележува огромен интерес и се прават безброј шпекулации. Кои ќе бидат кандидатите на опозицијата за градоначалници за градот Скопје и скопските општини? По завршувањето на процедурата во нашите партии, еве сме со нашите кандидати за градоначалници. Ова, позади и до мене, се кандидатите за градоначалници на скопските општини на Сојузот за иднината, а мене ми припадна честа, но и обврската да ја барам довербата на граѓаните за градот Скопје. Да почнеме со ред. За општина Аеродром, наш кандидат е Диме Велковски. За Бутел, Коста Начевски. За општината Газибава, во рамките на Сојузот за иднината, кандидатот од ВМРО Народна партија, господинот Борче Стефановски. За Ѓорче Петров, Александар Наумовски. Во Карпош, довербата повторно ќе ја бара досегашниот градоначалник на Карпош, Стефче Јакимовски. Во Кисела Вода, за кандидат е избран Љупчо Васовски. А во Центар, во рамките на Сојузот за иднината, председателот на Либерал-демократската партија, господинот Андри Жерновски. Почитувани, Скопје е голем град, метропола, и затоа заслужува да биде третиран како метропола. Скопје не се само улиците, тротоарите и сообраќајните знаци. Скопје се и неговите граѓани, кои се повеќе се чувствуваат како гости во сопствениот град и кои станаа заложници на идентитетскиот инженеринг на оваа власт. Скопје и скопјани веќе предолго се предмет на експеримент, за која власта не штеди средства да го реализира. Тој експеримент се состои во обезличување на градот, уништување на неговиот дух и обид за претварање на Скопје во ВМРО-вски град. Може би успеа да наметнат барокни фасади, врби, златни огради и кич споменици, но и покрај сите напори не успеа да го скршат духот на скопјани и Скопје да го направат ВМРО-вски град. Еколошки, Скопје се претвори во најзагадениот град во Европа и можеби единствената метропола без газ како ефтин еколошки енергенс. Уште денес се обврзуваме дека ќе напуштиме кич идеологијата на спомениците и трупањето барок на секоја фасада или зграда, а ќе се посветиме на функционалните потреби на граѓаните. Тоа не значи дека ќе бидеме деструктивно настроени кон она што е веќе изградено. Туку единствено значи дека ќе го ставиме граѓанинот на прво место. И на крајот, ќе завршам со една иста порака. Ние, кандидатите за градоначалници на Скопје и скопските општини, од Сојузот за иднината, се обврзуваме пред македонската и скопската јавност дека ќе работиме само и единствено во интерес на граѓаните на Скопје и околината и дека на Скопје ќе му го вратиме духот кој изминативе неколку години некој се обиде да му го краде. Во недела, во 19:30 часот, на плоштадот Македонија, на големиот народен митинг и официјално ќе бидат промовирани главните начела на нашите програми во рамките на Сојузот за иднината. Ги повикувам сите граѓани на Република Македонија, заеднички да го кренеме својот глас за подобра иднина, за подобро утре, да си ја побараме иднината сега. Посебно, сакам да им упатам апел на скопјани. Приклучете се на Сојузот за иднината. Да покажеме дека не се согласуваме да бидеме предмет на експериментите на власта. Дека не се согласуваме барокот да биде поважен од нашето здравје. Да покажеме дека 3 врби, макар чинели 250.000 евра, не можат да ги заменат стотиците искасапени дрва и дека спомениците не се поважни од гасификацијата. Конечно, да го кренеме својот глас и да им покажеме дека без разлика на нивните фасади, врби и златни огради, Скопје не е ВМРО-вски град. Благодарам. Повелете. Па очигледно не треба да верувате во шпекулациите генерирани од кујната на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи со тоа вие си нанесувате штета на она што го пласирате.
Во демократската процедура сите кандидати поминаа и сите кандидати ја добија поддршката на органите на партијата, на моje лично задоволство и на задоволство на партиите кои што членуваат во Сојузот за еднината, едногласно. За оние општини кои што ги напоменавте, а немаме кандидати, ќе бидат поддржани или кандидати од други партии, или ќе предложиме ние наш кандидат. Во овој момент тоа го оставаме за после митингот во Скопје. Па, подготовките се скоро завршени, поне недела, она што јас го знам, а она што ќе го видат стотици илјади граѓани и цела Македонија, ќе биде празник кој што ќе биде во Скопје на плоштадот во главниот град на Македонија. Јас не знам кој ќе биде мој против кандидат и не знам кој кандидат ќе биде на ВМРО-ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери од Сојузот за еднината 5-6 месеци пред локалните избори ги промовираа своите кандидати. Гледаме дека тоа е табу тема во ВМРО-ДПМН. Јас со моето искуство, почнувајќи од советник во општина Центар од 96-та, преку мандатот во парламентот и со помош на мојот тим и луѓето што сте овде заедно со мене, влегуваме да победиме со нашата стратегија. Табам работа, и Стефче Акимовски, и јас, како и сите мои колеги овде, влегуваме да победиме. И бидете уверени дека тоа ќе се случи. Зошто сте вие подобар кандидат од Стефче? Сите кандидати кои што беа номинирани се одлични кандидати и сите би победиле. Предизвикот да бидам јас е само еден чекор побрзо и поблиску до победата. Било кој кандидат да беше на моје место, повторно ќе победевме. Бидејќи народот е зад нас, атмосферата е зад нас, трудот и она што сме го вложувале во нашето минато е зад нас. Граѓаните, верувам дека тоа ќе го вреднуваат. Повелете. Тоа е плоштадот кој припаѓа на граѓаните на Република Македонија. На тој плоштад местото им е на граѓаните на Република Македонија. И нема поприродно граѓаните да си ја побараат иднината сега од таму, од плоштадот на главниот град. Што значи тоа дека се обврзувате да се откажете од Бичот? Дали тоа значи дека кога добиете општина Центар или градот Скопје, нешто ќе се случува со тие споменици, со тие градби, ќе се разнесуваат, ќе се тргаат? Што планирате од тоа? Ние нема да бидеме деструктивци како оваа власт. Ние знаеме и сме свесни. Тие споменици се изградени со парите на граѓаните. Оние споменици кои што не се започнати, а за кои што се предвидени средства, и оние непродуктивни објекти кои што се предвидени, а не се започнати, ќе ги стопираме и парите ќе ги пренасочиме за секојдневните потреби на граѓаните. Маџер Мало, кој што се наоѓа на помалку од 1 километар од плоштадот, нема фекална канализација. Кога граѓаните од Маџер Мало излегуваат од дома, гледаат врби од 250.000 евра што пропаѓаат, а тие се водат дека живеат во општина Центар. Ние средствата кои што се предвидени, а не се реализирани, ќе ги пренасочиме за решавање на проблемите на граѓаните. Господине Македонија, има објекти кои ќе полумилат на тези граѓани. Како ќе поминат изборите, што ќе правите, што не ќе ги добре? Дел од тие објекти ќе ги пренамениме. Мислам дека е многу покорисно 50 на млади луѓе да најдат свое работно место во некој од нив, отколку таму да висат восочни фигури на луѓе што ја делеле Македонија и работеле против интересите на Македонија. Но сепак, бидејќи граѓанинот нас ни е во фокусот и во центарот на вниманието, граѓаните
заедно со тимот кој што ќе го има секој градоначелник и со експертите кои што ќе бидат ангажирани и ќе помогнат, ќе одлучат како ќе дојдеме до похуман простор за граѓаните на Скопје. Средбата се одржа, сите информации што ќе следат после митингот во Скопје. Не, мислам дека шпекулациите што доаѓаат од кујната на ВМРО-ДПМН се покажаа како тотално погрешни. Очигледно друга е вистината. Впрочем, и сите шпекулации што ги пуштат им се лажни. Тоа се потврди и сега со личностите што ги гледате пред вас. Бидејќи проектот Отвори врата за иднината веќе се одвива, имаме и добри идеи и конкретни идеи. Мене ме радува, а тоа лесно може власта да го провери. Денес на мојот мејл веќе добив 7 конкретни предлог проекти од неутрални граѓани на градот Скопје што си го сакаат Скопје и што не се задоволни како во овој момент Скопје се развива. Тоа е ваша констатација. Граѓаните на Скопје ќе видат многу брзо како ова Скопје може и подомаќински да се води и колку поубаво да изгледа со проекти што се за граѓаните, а не за детските фрустрации на премиерот. Благодарам.